ništo, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Без мене не можете да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе. Мир вам, татко мој, зборувај денеска низ мене. Нека твојата сила, твојата љубов, твоите мисли зборуваат низ мене. Нека твоите живи слова оживеат во мојата душа, да ги допрат сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Ти благодарам за се што ме создаде, што ми дувна во душата дух животен, што ме љубиш, што ме научи да простувам, да се радувам со полната радост, никога да не осудувам. Пред некој ден имавме средба со нашата молитвена група и под духот воден дојдовме до Матеј 5:11. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат и прогонуваат. Интересен стих. Значи, блажени сте кога ќе ве срамат и прогонуваат. И кому можеш да му објасниш денеска што значи тоа? Дека ти си блажен кога те срамат и прогонуваат и кога лажно ќе говорат секакви лоши зборови заради мене. Вели Исус, Отецот на нашиот Татко Небесен зборува низ него. Значи Исус не зборуваше, зборуваше Таткото Небесен. Што значи заради него? Бог е љубов, нашиот Татко е заради љубовта. И знаете, тој стих доста долго поминувал така, одеднаш се отвори. И потоа на интернет постирав еден документарен филм за еден наш пријател и веднаш се налепија на една страница која не е моја, која зборува за македонците од Пиринска Македонија. Ме изнападна првин соговорникот зашто сум го пуштила, потоа со погребни зборови. И таа преписка траеше скоро 24 часа. Обично кога ќе почне некој кој не разбира, не, овој пат постојано му зборував за Исус. Тој ме проколнува, ме понижува, лажно зборува заради мене и човекот, наречувајќи не погрдно, а јас го благословував. И знаете, можете практично да видите како се истрајува во љубовта. Блажени сте вие кога ќе ве срамат. Знаете, кога ќе научите тој принцип, тоа блаженство во практика, блажени сте вие кога ќе ве срамат и прогонат лажно заради Исус и кога ќе говорат против секакви лоши зборови. Знаете, човекот е слеп, кој ќе турне слеп човекот пакот прокледа е. Се лажете зашто не ги познавате писмата, ниту силата Божја. Значи, Матеј 22:29. Не го познаваат силата
писмото без дух. Едноставно, луѓето денеска се идентификуваат со партијата. Две партии во Македонија и други партии на друга националност која сака да ја земе земјата. Македонија не е едноставно да се остане во љубовта. Затоа што има 4 сатанин трн, како апостолот Павле. Грци, бугари, албанци, па и срби, НАТО, Европска унија, кои притискаат да се откажеме од себе си, да го промениме името. Додека нациите како грците, бугарите, албанците, србите, кои убивале македонци, кои вршеле геноцид, да кажат дека тие се македонци, одеднаш ти ја забрануваат историјата, ќе ти забранат да пееш, да се радуваш. Знаете, треба да се издржи во најголемата заповед: љуби го, возлюби го својот ближен. Не љуби го, возлюби го својот ближен како самиот себе си. Значи, блажени сте вие кога ќе ве гонат и прогонат и срамно прогонуваат. Блажени се гонетите заради правда. Која правда? Не нашата, Божјата. Блажени се миротворците, кои творат мир со сите, зашто тие ќе се наречат синови Божји и ќе бидат. Блажени се бедните по дух, беден по дух, жеден за дух. Блажени се оние што плачат, оти ќе се утешат по краткото страдање. По краткото страдање да ве земе во Божјото царство на небесата, зашто кој се воздигнува ќе биде понизен. И така имам преписка со некој човек партиски. Навредува, мрази. Знаете, јас еднакш му реков едноставно, Божиот принцип е тоа што го гледаш кај другиот. Например, пес крастав, нарекува еден човек. Спонзоруша, викам, тоа е внатре во тебе. Со каква мерка мерите, со таква ќе ти се мери. И секогаш му кажувам, јас му служам на Исус. Покај се за тоа што го зборуваш, за секој лош збор што ќе го изговарат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. И луѓето се идентификуваат со партијата. Двете партии доведоа до тоа што се случува македонски. Затоа што се среброљупци. Среброљубието е најголемо зло. Постојано се краде, и тогаш целиот народ слеп водач го води во јама. И одредени луѓе поддржуваат крадење. И тогаш и ти си во проклество. И тогаш Македонија не може да оди напред со крадење, со партиски ум. Македонија е земја на Исус Христос. Он ја создал. Негова е, ја враќам во Негово. Имајте вера не во партијата, во Исус. Пазете, вистина ви велам, ако некој рече на оваа планина. И знаете, цел ден го благословав и на крајот го благословувам. Тој не допира, но овој пат духот ме водеше. Блажени сте вие кога ќе ве гонат и проганат и срамно. И пазете, потоа им простувам, го благословувам. Ако ли пак вие не простувате, Марко 11:26, значи мораш да простиш. И не осудувате, не простувате. И вашиот Отец, кој е на небесата, Татко на небесата, нема да ви ги прости грешките ваши. Првин треба да простиме заради себе си. Да го завртиш и другиот образ. Потоа ти е жал, длабоко счекеваш болка. Не во телото телесно, во духовното тело, за братот што е слеп, за омразата во која е задоен. Значи на едно место вели имаат тврди срца. Исус. Исус. Те сакам, Господе. Ти благодарам, Исусе. И кога стоите на молитва, простувајте. Ако имате нешто против некого, па и вашиот Отец кој е на небесата, да ви ги прости вашите грешки. Простувањето е битен момент. Луѓето не можат да простат. Не е едноставно без Исус да простуваш. Одиме Марко 2 по неколку дена. Тој пак дојде во Капернаум и се чуде кај е в куќи. Исус. Тој ви раскажува една приказна на повеќе начини. Марко, Матеј, Лука. Те сакам, Господ, и Јован. Од различни агли
за да разберете што е дух, а што е тело. Вие сте дух, сега сте ограничени во тело. Треба да се вратите повторно во дух, да го надживеете телото, да го победите телото. Кој сее во телото ќе пожнее смрт. Телесни луѓе не разбираат ништо. Веднаш се собра мнозина, значи Исус, сите трчаат да ги исцели, така што и пред вратата не можеа да се сместат, а тој им го објавуваше Словото. Значи, пред да се почне со молитва, треба да му кажеш, да го објавиш Словото и да му ги објасниш принципите. Застануваш пред Исус, пајеш на колена, како се застанува пред Исус, молиш да ти прости. Им простуваш на сите, од срце им простуваш, се покајуваш за сите гревови. Некои луѓе мислат дека немаат гревови. Кој не го љуби братот свој е човекоубиец. Прво Јованово. Видете, им простуваш, се покајуваш за гревовите на твоите предци, никого не осудуваш, ја повикуваш неговата волја. Радоста да ти биде полна и ангели ќе ти служат тогаш. Ако ја прифатиш Божјата волја, зашто Исус рече, не како што сакам јас, нека биде волјата твоја, татко. Исус ја исполнуваше волјата на неговиот Отец, он беше пратен и затоа ангели му служеа и беше обкружен со зверови, вели. Со зверови беше обкружен. И вие сте обкружени со зверови. Денеска ме напаѓа некој партиски. И беше таму во пустината 40 дни, Марко 1:13, искушуван од сатаната. Исус беше со зверови и ангели му служеа. Партиски човек напаѓа друг човек кој зборува за Македонија и го нарекува пес, крастав. И јас му велам, тоа што го зборува за човекот, си ти, му викам, сними ти, ај покажи ти, тој сними в 40-минутно интервју. Сними го ти да видиме ти што ќе кажеш. Значи тоа што е во него, песот е во него. Мене ме нарекува партиска спонзоруша. Например, видите се, ја му викам, тоа е во тебе внатре, ние не сме членови на партија. Јас ме служам на Исус. Тој мисли дека кога била неговата партија на власт, ми давале пари. Јас постојам пред да постојат тие партии. Од 88 е возобновен овој театар затоа што Исус така сакаше. Знаете, тој им го објавуваше Словото. Јас сум тука да го бранам Евангелието. Им зборувам за Исус. Тие пак напаѓа, понижува. Пак простете. И дојдоа кај него со еден фатен, значи тој е фатен во умот и во срцето. Наместо да го сака Исус, тој сака партија. Челниците на партијата крадат, значи ти си дел од сатанското ткиво и ќе останеш таму, синко, додека не се покаеш. Додека да разбереш дека Македонија е на Исус, се е негово. Па бидејќи не можеа да придат до него, до народот, од народот го открија и го пробија покривот на куќата каде што беше тој и ја спуштија постелка на која лежеше фатениот. Често го раскажува тоа. Степен на вера се качиле на кровот и го отвориле покривот. Принципот е да се дојде. Слепиот човек седи покрај патот и вика. Луѓето паѓаат пред нозете на Исус, таа се допира до облеката Исусова. Принципот е важен. Принципот да се издржи. Исус кога ја виде нивната вера, значи го спуштија од кровот фатениот. Му рече на фатениот, синко, ти се простуваат гревовите твои. Јас им велам на луѓето, ако правиш нешто лошо, јас му припаѓам на Исус, мојот дом е на Исус, ке имаш проблеми со мојот Отец и се молам за него. Го кажувам тоа што Исус го рече, прости им, татко. Не знаеш што прави. Синко, ти се простуваат гревовите твои. Таму седеа некој од книжниците, беше дојден до Исус, го донесоа. Желбата да се дојде до Исус е битна. Тоа што е во срцето. Таму седеа некои книжници, си помислија во срцата своји книжници, фарисеи кои седнаа на престолот Мојсеев и денеска седат, ги водат црквите и заедниците, а го распнуваат Исуса. Што хули овој на Бога? Кој може да простува гревови освен единиот Бог? Старозаветно е така. Но пишано е дека ќе дојде Исус и Месија. Тој доаѓа и тие го распнуваат. Исус веднаш што дозна со својот дух. Духот знае што има во човекот. Дозна
со својот дух дека тие така мислат во себе. Рече, зошто го помисливте тоа во срцата ваши? Ете, луѓето се и се што помислуваат, некој изговара нешто. Му пуштам стих, му велам, кој ќе го нарече братот свој будала виновен за во пекола. Тој не разбира ништо. Не го интересира. Си ја бара својата правда и својата слава. Што е полесно да му кажам на фатениот, ти се простуваат греховите, или да речам стани земја постелата своја и оди, но да знаете дека Синот човечки Исус има власт на земјата. Значи, некој може да има власт ако комплетно му се предаде на Исус, да ги простува гревовите. И му рече на фатениот, тебе ти велам, стани, земи ја постелката своја и оди си дома. И тој стана веднаш, па што ми ја зеде постелката, излезе пред сите, така што сите се восхитуваа и го славеа Бога, значи да види, па да поверува, велејќи никогаш вакво нешто не сме виделе. Блажени се оние што не видеа, поверуваа. Внатре во срцето. И излезе Исус пак покрај морето и сиот народ доаѓаше кај него да се исцели. Тој ги поучуваше први. Мора да има поука. Минувајќи го виде Леви и Алфеев кој седеше во царинарницата и му рече, врви по мене, тој стана и тргна по него. А кога седеше Исус на трпезата во неговата куќа, заедно со него седеа и учениците негови, каде што е Бог таму и неговиот слуга, каде што е Духот негов. Седеа учениците негови и многу цариници и грешници, зашто тие беа мнозина и врвеа по него. Книжниците и фарисеите, штом го видоа како јаде со цариници и грешници, му рекоа на учениците негови, зошто тој со цариници и грешници јаде и пие? Има оној момент за саботата, после ќе дојде. Кога го чутоа, Исус им рече, ете, зошто правиш вака, зошто правиш така? Не прави тој од себе, туку од Духот на неговиот Отец го води, тогаш нема зошто. Кога го чутоа, Исус им рече, здравите немаат потреба од лекар, туку болните. Не сум дошол да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. Слава ти, Господи Исусе Христе. Тој старозаветен момент, евреите не се мешале со другите, имали идолопоклонство кон себе си. Учениците на Јован, на фарисеите постеа и приоѓаа некој, па му велеа, зошто учениците Јованови, повторно зошто, и на фарисеите постат, а твоите ученици не постат. Аха, му најдоа грешка. Исус им рече, те сакам, Господи Исусе Христе, зар можат сватовите да постат кога младоженецот е сонив? Додека е сонив младоженецот, тие не можат да постат. Но ќе дојдат дни кога ќе им ги одземат младоженецот, Исус, и тогаш во тие дни тие ќе постат. Потоа постиш ти без Исус. Секој ден е пост. Треба да се научиш да јадеш малку, не си зависен од храна. Да ти стави стражар на устата твоја Исус. Да размислуваш дека со секој лош збор што ќе го изговорат луѓето ќе одговараат на судниот ден. Но ќе дојдат дни кога ќе им го одземат младоженецот и тогаш во тие дни тие ќе постат. Овој род се истерува само со пост и молитва. Тој е родот што е внатре во тебе. Да осудуваш други, да не ги љубиш другите, да сакаш да бидеш над сите вавилонски слои, да знаеш што е добро и зло, да јадеш од дрвото на познанието на доброто и на злото. Никој не крпи нова крпа на стара облека. Ти сакаш стариот човек да продолжи, да те исцели, да се вратиш, инаку новозашиената крпа ќе се отшие од старото. Мора да умреш стариот ти, да се родиш во Исус, во неговата љубов, да трпиш кога некој те навредува, да трпеливо поднесува и навреди. И отворот ќе биде уште поголем. Никој не става ново вино во стари мевови, инаку новото вино ќе ги расцепи мевовите и виното ќе истече, зборува за знаењето, а мевовите ќе се упропастат. Значи мораш да се родиш одново, туку ново вино треба да се става во нови мевови. Да го примиш Исус, да се откажеш од стариот човек. Да ја поднесеш тетата, да не осудуваш, да простуваш на сите и да ја поднесуваш неговата волја
40 дена или 40 или 80 или 70 години во пустината, обкружен со зверови, но ако не мрмориш и ја прифаќаш неговата волја, ангели ќе ти служат исто како на Исус и ќе имаш власт. Значи предавање зборуваше како оној што има власт, а не како книжниците. И се случи во саботен ден да минува преку нивието и врвејќи учениците негови почнаа да кинат класје, се зборуваат за сабота. Она на почетокот, нели, сабота. Значи, луѓето имаат датуми претходно, кога се учеле дека постои Бог, дека се духовна природа. А потоа ти секој ден е за тебе Божи ден. Секој ден е Велик ден. За тебе. Така поговорката не е секој ден Велик ден, не е добра. Секој ден е Велик ден, кога си во Исус. А фарисеите му рекоа, гледај зошто го прават во сабота тоа што не е допуштено. За Господ се е можно. Но тој им рече, зар никогаш не сте читале што направи Давид, кога имаше потреба и огладне тој и оние што беа со него? Како влезе во храмот Божи во времето на првосвештеникот Авиатар, ги изеде лебовите на предложението, што не требаше да ги јаде никој друг освен свештениците, па им даде и на оние што беа со него. Слава ти, Господи Исусе Христе. Потоа продолжи, саботата е создадена за човекот, а не човекот за саботата. И тие се држат на тоа. И се уште едно ќе почнеме од Марко 3. Влезе пак во синагогата, таму имаше еден човек со исушена рака. Пазете сега, правила. Пазеа на него дали ќе го исцели во саботен ден. Значи, тие наместо да го познаат дека Исус, тие пазат на него и внимаваат како да го ликвидираат, да го обвинат, за да го обвинат. Кој обвинува? Сатаната обвинува. Предај му се на Исус. Мирот нека дојде. Мирот свој ви го давам. Исус, не осудувај, прости на сите. Покај се. И биди син Божи. И ангели ќе ти служат. И ќе исполнуваш неговата волја. Исус му рече на човекот со исушена рака, застани насреде. Ним пак им кажа, во сабота допуштено ли е да се прави добро или зло? Се јас ке чекам дали има сабота, ни претходно на другата црква се налутија зашто сме се молеле без пасторот. Во авион се молевме на плажава, на мртвото море, на аеродром. И потоа јас им ја кажав таа анекдота, има ли пастор во авионот, јас ќе го чекам пасторот. Значи, двајца собрани во негово име треба да чекам. Кога сум сам, не сум сам, духот на мојот отец е во мене. И отецот и он, отецот и Исус пребиваат во моето срце. Нема време за правила понекогаш. По сабота допуштено ли е да се прави добро или зло, да се спаси една душа или да се погуби, а тие молчеа, па кога ги изгледа дека се во гнев, луѓето се во гнев, немаат љубов без Исус, осудува. Кој знае што завршил таму, осудува професори, двајца ги навредува на интернет. Партиски човек. Ги нарекува со погребни име. Јас му велам, тоа што го гледаш во другите, во тебе, синко. Му зборувам за Исус. Може би еден ден ќе се сети по Божјата волја, па кога ти ги изгледа со гнев, натажен поради нивните скаменети срца. Скаменети срца, натежнати срца од преодување, му рече на човекот, протегни ја раката своја, тој ја протегна и раката му стана здрава како и другата. Фарисеите што му излегува веднаш се собраа со иродовците, значи го исцели човекот, на совет против него како да го погубат. Фарисеите сакаат да го погубат, тоа се свештениците, тоа се водачите на црквите, на заедниците, кои не се во Исус. Исус пак отиде со своите ученици кон морето и по него одеше многу народ од Галилеја кон Јудеја, од Ерусалим и од Идуменеја и од Аде Јордан и од Тир и Сидон, откако чуја какви дела врши во голем број дојдоа кај него, ниф им се потребни дела на исцелување и тогаш сиот народ ќе тргне. И им порача на учениците своји да му приготват кораб поради народот за да не го туркаат, зашто мнозина беше излекувал, така што сите кои беа болни навалуваа кон него за да се допрат до него. Тоа е вера, да се допреш и да се исцелиш, да го фатиш и да не го пушташ Исус. И нечистите духови, штом ќе го видеа, паѓаа пред него и викаа говорејќи, ти си син Божји.
но тој строго им забрануваше да разгласуваат за него. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Браќа, јас затворен во Господ, апостол Павле Ефесијаните, ве молам да се однесувате достојно, според звањето за кое сте повикани. И уште еден интересни стихови кои објаснуваат некои работи. Со сета понизност, пазите христијанин што е понизност и кроткост, со долго трпеливост, поднесувајќи се еден со друг. Поднесувајќи се еден со друг, со љубов. Ќе познаат дека сте мои ученици, ако се љубите меѓу себе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Уште еден стих, Ефесијаните 4:3, трудејќи се да го запазите единството на духот. Преку врските на мирот. Врски на мир со сите. Едно тело сте. Еден дух, како што сте повикани кон една надеж на вашето звање. Еден Господ. Една вера. Едно крштение, Исус Христос. Нема деноминации, црквата е на Исус. Еден е Бог и Отец на сите, кој е над се и преку сите, и во сите нас е тој, самиот живот. А во секого од нас благодата му е дадена според мерката на дарот Христов. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господе, со љубов, 15:4, држејќи се за вистината, во секој поглед да растеме, во оној кој е глава на се, Христос. Татко мој, ти благодарам што и во денеска си во моето срце, што ги отвори овие слова, живи слова, што ги допреш сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Значи, пред 2 дена имавме средба со малата молитвена група. Слава ти, Господи Исусе Христе, што им даваш сила. И точно тој стих го дискутиравме. Блажени сте вие кога ќе ве гонат и прогонат. И кога лажно ќе зборуваат заради мене. И потоа утрето ден, цел ден ме напаѓаше некој сотрудник партиски човек. Заради документарен филм на еден друг човек кој живее во Америка, кој зборува за тоа дека двете партии, сребролюбците ја продадоа сопствената земја и сопствениот народ, дека единствената агенда нивна е лопов и крадење. Тоа го знаат сите. И тој нас не нарекуваше со погребни имиња. Значи, го издржав сето тоа, практично, го завртев и другиот образ, го благословував, не зборував за Исус, сега го нема. Татко мој, прости му, не знае што прави. Ние зборуваме за практично живење во Исус. Сабалето бев по габи, набрав една цела торба габи. Потоа сечев дрва, качен на дрва и тогаш го молам Бог да ми прати сила. Врвовите на елките ги кастрам. Исус се исечи, а ти да падне, ја се спушта. Кога носам дрва и цепам дрва, го барам Исус. Потоа косев, сечев, сега снимам завет, направив една песна слезе. Уште не ми утврдено да ја запеам, се надевам понатаму. Дека ни приготвил место и царство на небесата. Само верувај. Господи Исусе Христе, оставам се во Твоите раце. Ти благодарам што во мојата душа и срце ме усовршуваш во љубовта. Прости ми за секој непокајан грев. Се молам за сите оние кои се во потреба мир и љубов. Секој што ќе го допре местото што го боли, исцелување во името на Исус Христос. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за моите гревови и го барам Царството Божјо и Твојата воља, Татко мој, во мојот живот, во мојот имот, кој е Твој имот, во нашата заедница. И во македонскава земја, која е Твоја земја, оставам се во Твоите раце. Мир вам до Божјиот Царство Небесно. Ке дојдам при вас. Запишал Небесниот Отец, откако пропатувам по Македонија. Оти ке минам преку Македонија. Ете и јас, раб Божји, кој не сум достоен да се наведнам да му ги заврзам обувките,
niti da se narečem apostol, sotrudnik, prijatelj Božji, poverovavam vo Boga, keď dojdam pri vás, odkako propatujem po Makedonije, vo duh i vistina, da se naselam vo srcata na onije koji su sjeto svoja duša, su sio svoj razum, su sjeto svoje srce, ke povikat kon Isusa. Amin. Da napravite ništo, so me ne možete, da napravite se, ne živeš samo od jadenje lep, tugu od sekoj zbor, od ustata na Boga, so tebe možem se, Isuse, Hristose, so tebe možem se, Isuse, Hristose. Blaženi ste vije, koga ke ve sramat, progonuvat lažno zaradi mene. Ako nekoj te udri, desni od obraz, zavrti mu go i drugi on. So tebe možem se, Isuse, Hristose, so tebe možem se, Isuse, Hristose. Bez mene ne možete da napravite ništo, so me ne možete da napravite se, ne živeš samo od jadenje lep, tugu od sekoj zbor, od ustata na Boga, so tebe možem se, Isuse, Hristose, so tebe možem se, Isuse, Hristose.